Кога имаме проблем на психички план и кога веќе гледаме дека тој проблем не можеме самите да го регулираме, дека не преплавува и дека ги надминува нашите капацитети на справување, и дека истото не можеме да го регулираме со одредени блиски луѓе кои што не сакаат, ама не се стручни во тоа, треба да побараме соодветна помош. Често пати знаат, не одам на психијатар, само апчиња ќе ми препишат. Колку да го разбиеме тој момент? Јас го сакав тоа прашање. Да. Таа стигматизација на нашата професија, бидејќи да, користиме фармакотерапија, затоа што таа фармакотерапија навистина помага и спасува во одредени случаи. Мислам, факт е дека дури спасува, да речеме, животи, бидејќи понекогаш кога се изгледа темно, ја велам, нели не е целта да ставиме розови наочари, но да ги тргнеме црните. Има сериозни последици во начинот на кој што се ствараат и се развиваат детските мозоци. Значи, не е наивно воопшто. И пак ќе кажам, ако ние порано бевме воспитувани од родителите, нели, главно од фамилијата, главно од дома, па и она што го велиме образовниот систем, школскиот систем, нели, наставниците, па она што велиме улицата кога сме си играле надвор и така натака, сега децата се воспитуваат и преку телефоните, но тоа е комплетно нерегулирано. Многу има многу неубави страни, нешта може да навлезат и да имаат влијание врз развојот на една нежна, фрагилна детска психа. Добре дојдовте. Со секоја нова епизода на Смисла сакаме да доловиме некоја нова смисла на нешто кое што е толку фреквентно, предизвикувачко и со кој што се соочуваме во животот. Вашиот фидбек во однос на и на гостите кои што ги одбираме, но и на темите кои што ги избираме е позитивен и не охрабрувате, нели, да продолжиме да работиме на теми кои што на вистина го засегаат денешниот човек. Таква и денешната Смисла. Сакаме да зборуваме за две нешта, би рекле повеќе за две состојби, кои што на вистина се наше секојдневие на современиот човек. Едната е состојбата на стресот, иако нашиот гостин можеби ќе ни објасни дали се работи само за состојба. И второто е анксиозноста. Со нас и со вас сакаме да и посакаме заедно со сестра Ефимија. Добре дојде на доктор Васка Митова. По професија, скратено ќе кажеме, специјалист психијатар и психотерапевт. Би додали уште нешто? Доволно е. Благодарам. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Добре дојдовте, доктор Васка, и навистина ви благодарам. Ќе откриеме малку на нашите следбеници, на нашите гледачи. Ајде, подобро, таа следбеници може да звучи, нели, за некого насочено. Се обидувавме долго да ве добиеме за во емисијата, но вашите обврски наметнува едно поинакво темпо од она кое што ние го посакувавме. Сметам дека одбравме две актуелни, две добри теми за кои што сакаме да говориме. Јас ги опишав како состојба. Вие како би ги опишале? Благодарам на поканата. Дефинитивно е така една тренди тема, како што била и од секогаш. Стрес сме имале секогаш. Дефинитивно е, нели, она што велиме нашиот одговор на некаква предвидена закана за нашиот интегритет. И нашето тело како реагира, односно невробиологијата на телото и на умот, нели, како реагира за да не спреми за борба или бегство на одредена предвидена закана. Обично објаснувам дека мозокот е орган чија што главна улога е да не спаси од некаква закана, да може, нели, да предвиди некаква опасност, но истовремено да не адаптира кон тоа, да можеме правилно да реагираме кон тоа. И обично кога објаснуваме што значи, нели, одговор на стрес, што значи анксиозност, велиме дека ако не би можеле да изреагираме добро, например, на некаква закана како тигар пред пештера,
веројатно е дека не би можеле да преживееме доволно за да се репродуцираме, за да нели опстоиме и да ја пренесеме генетиката понатака. Така да е многу битно како реагираме и како се адаптира нели човековото тело кон оние предвидени, да речеме, закани, но многу се сменија, динамиката се смени многу од кога нели сме биле во пештери, така да сега имаме најразлични видови на стрес на кои што реагираме и нечесто нели се појавува дури и анксиозност како клинички ентитет и ќе разговараме што значи и тоа. Колку ајде, сакав едно друго прашање, но ќе го поставам и тоа и она кое што го излеков од овој ваш вовед како инспирација, имено колку денешниот современ човек е подготвен да се соочува и со стресот, и со анксиозноста, но повеќе за тоа дали денеска помалку или пофреквентно е тоа, помалку знаеме како да излеземе на крај. Многу се променети времињата во кои што живееме и предизвиците со кои што се соочуваме. И она што порано би било стрес, денеска може би го нема, затоа што ние сме толку умно дизајнирани да одговориме адаптивно на одредена закана, нашето тело да доживее или да имаме еднаш наплив на хормони на стрес, што ги велиме лачење на адреналин и на кортизол, кои што ќе направат одредена физиолошка реакција и невробиолошка реакција во смисла на забрзано дишење, поплитко побрзо дишење, срцебиење, стегнатост на мускулатурата, да не припремат за одредена реакција нели од нас во смисла на борба или бегство најчесто. Но сето тоа треба да се смири кога ќе ја снема иминентната, односно непосредната закана. И треба да се одмориме. Значи да се вратиме повторно во спокојно битие, да кажам, кога ќе нема закана, бидејќи во ред е да сме под стрес и сето тоа можеме адаптивно да го акомодираме, но кога ќе треба да се одмориме, оној период на да речеме парасимпатичка активност на тој автономен нервен систем, да можеме спокојно да се повлечеме за да можеме да живееме. Значи тоа под стрес, животот под стрес, под хронично стрес не е баш физиолошки природен да бидеме постојано под чувство на некаква закана. Но времињата се дефинитивно длабоко сменети и во современото живење имаме дефинитивно безброј закани, безброј минимални можеби стимулации, предпоставени закани. Живееме во свет на хиперконекција од една страна, но од друга страна на една социјална изолација, на осаменост. Значи, чувството е како да сме осамени ако сме поврзани на милион начини. Ако имаме безброј пријатели на социјални мрежи, но немаме, ја губиме на директна човечка интеракција, која што ни малку не е за подценување, бидејќи таа е многу битна за нашата регулација, корегулација. Ние имаме потреба од човечко битие за да можеме да се регулираме себе си, да ги регулираме нашите спознанија за себе, но и нашите емоции од друга страна. Така да дефинитивно времето е сменето, она што порано би го немало како закана, сега е веќе постојана потреба за напредок, за успех, за да постигнеме се, да сме безпрекорно облечени, дотерани, нашминкани, децата да се чисти, средени, спастрени, ништо да не им фали, сето тоа да одговара, значи панталоните со блузичката, со чорапите, со патиките, што не било во нашето детство. Предизвик, да. Предизвик, баш утринава разговаравме со децата мои и керката од Сабајле се мисли што да облече, има избор на пример од 20 блузи, мислам, не претерувам. Но тоа е многу и незамисливо. И јас они турпијат тоа утринско смуто и викам, добро, знаевте ли вие дека ние во детството имавме на избор една блузичка носиш од понеделник до петок и ги чуваш за да не ги да не ги испрскаш. Носиш 1, 2, 3 пара панталони, 2, 3 блузи, толку сме имале. Сме немале изборот многу. И денес тој избор знае да направи сериозен притисок врз целокупниот како терет и тежина. Кога имаме многу избор, практично е
се дисперзира нашиот фокус се дисперзира. Хиперконектирани сме, дисперзирани сме постојано во еден стрес во смисла на една желба да се постигне повеќе, да се има повеќе се оно што се смета дека треба да го постигнеме во смисла на некаков личен успех, критериуми кои што не се можеби наши лични, туку се наметнати од надвор, од страна. Дека треба нели да се постигнуваат работи, па да бидеме валидизација, особено кај помладите, тоа прави голем притисок. Присуство на социјални мрежи, на некакви нели, ако те нема онлайн и ако немаш многу следбеници, како да не постоиш. Значи таа валидизација. Па ќе ставам слика, па колку лајкови ќе добиам, па колку ќе добиам, и сето тоа знае да прави значителен притисок врз да речеме пофрагилните, понежни, особено млади човечки битија. Она што веројатно го нема, мислам, неверојатно, туку го немавме во нашето детство. Сега веќе децата децата и младите се со значајно поголем притисок од она што го имавме ние во периодот на созревање, растење, на формирање на личноста, формирање на идентитетот, но и формирање на механизмите за одбрана. Веројатно вака одлично поставената, би рекол, пластично поставената слика и веднаш ќе се наметне прашањето чаре? Чаре. Има и чаре има. Го спомнавте мирот, повлекување. Чарот на чарето не. Да. Да. Мирот и повлекувањето се многу битни и многу е битно да знаеме правилно да употребуваме. Значи, кога ги спомнав новиве современи, да речеме, предизвици, не можам да не спомнам дека нудат и многу можности. Значи, самиот овој настан денес, да речеме, ова што ќе биде нели емитувано и некој ќе седне нели ќе не слуша, па ќе дознае нешто ново, истото и јас го правам, но учам многу нешта и многу работи, да кажам, од оние медиуми, дефинитивно ни го шират гледањето, ни ги шират видиците. И затоа не можеме да гледаме црно-бело, да демонизираме. Сега не смееме да користиме телефони, децава не смеат да користат овона. Секако дека е многу битна правилната употреба и да си има регулативи. Во регулативите е чарето, затоа што моментално кај нас, на децата, и во многу земји, тек сега почнува на запад да се воведуваат одредени регулативи во смисла на од кога е дозволено, каква содржина, која социјална мрежа, YouTube, не знам, TikTok и така натака, од која возраст е доволно зрело дете за да може да прави разлика, за да може самото да биде алатка, биде свесно, да биде алатка, да не биде начин на не е само начин на трошење на време. Значи има сериозни последици во начинот на кој што се ствараат и се развиваат детските мозоци. Значи не е наивно воопшто. И пак ќе кажам, ако ние порано бевме воспитувани од родителите, главно од фамилијата, главно од дома, па и она што го велиме образовниот систем, школскиот систем, наставниците, па она што велиме улицата кога сме си играле надвор и така натака, сега децата се воспитуваат и преку телефоните, но тоа е комплетно нерегулирано. Многу има многу неубави страни, нешта може да навлезат и да имаат влијание врз развојот на една нежна, фрагилна детска психа. Така. Доктор Васка, мене така ме интересира една тема на која што сакам да ја посветиме особено внимание и сметам дека вие можете да ни ја предочите и да ја направите разликата. Да направиме разлика помеѓу што е тоа нормален стрес и она што е веќе состојба која што треба да се третира, да подразбира третман. Еве, например, најпластично ќе се изразам, лично за мене беше стрес да седнам на ова столче и да бидам водител. Но тоа не значи дека јас треба да се повлечам пред тој предизвик, туку го сваќам како нешто кое што лично мене ме поместува, ми предизвикува една нелагодност, а тоа значи истовремено и предизвик, односно можност да пораснам. Што е нормален стрес? Дали сите ние го имаме?
И што е состојба која што треба да се третира? Јасно. Стресот не би требало, значи комплетно нели да го демонизираме дека е нешто што е лошо или е грешка. Не е грешка на природата, туку е физиолошка одредена реакција и психолошка која што е нели целта е да не спреми и да не адаптира кон одреден нов предизвик. И сега како ќе си го кажеме, нели тоа на себе си велиме, нели трема пред одреден настап, значи трема едно звучи, анксиозно звучи малку друго, возбуда е едно, пак ќе кажам анксиозност е малку друго. Значи генерално стресот знае да не подготви малце да се стегнеме, да се впрегнеме за да можеме да имаме подобар перформанс кон нешто. Зошто? Доколку немаме стрес, например, ако ученикот нема стрес пред испит, веројатно е дека нема да се стегне толку многу за да научи. Стресот малце не тера да имаме побрзо, би требало малце да не изоштри. Фокусот да не го спреми, да не подготви полесно. И она, односно, нашата реакција физиолошка кон тој предвиден стрес, испит ли е, што ли е. Сега, до одреден пик, да кажам, е конструктивен. Но после одреден пик може да биде и деструктивен, кога веќе има, кога не блокира. И генерално, значи збориме за анксиозност, односно за анксиозност како расстройство, како клинички ентитет, нели дека велиме дека е расстройство, кога прави сериозни последици по нашето функционирање, по нашите релации, по нашето доживување на себе си, по нашата желба да излеземе, да се прошетаме, ако не стега кон внатре, ако не внесува во едно комфорт зона, па и таа комфорт зона со тек на времето може да се стеснува, да се скратува, па практично дури ни домо да нема чувство на безбедност и на место каде што се опуштаме. Значи анксиозноста е како бура која што не одминува. Стресот доаѓа и си оди, односно нашата реакција на стрес. Доаѓа и имаме закана, може нели да биде манифестирано со такви телесна симпатичка реакција или физиолошка реакција на нашето тело, многу е честа несоницата, може да имаме нели чувство на така неспокој, анксиозност, додека има одредена закана. Кога ќе помине таа закана, а најчесто поминува, би требало да се успокоиме, значи да знаеме во ред помина тоа и сега нели се успокоиме да го најдеме мирот повторно во себе. Но анксиозноста вели друго, што ако нешто се случи понатака, што не можам да го контролирам, што не можам да го предвидам, бидејќи живееме во свет кој што е дефинитивно непредвидлив и ние мораме да живееме со таа неизвестност на постоењето. Не знаеме што ќе се случи ни после, а камоли утре, камоли за нели 10-20 години од сега, ако сме живи и здрави. Анксиозноста знае да направи едно чувство на така велиме и антиципатор на анксиозност. Нема ништо, доктор ке се е во ред, а јас чувствувам постојано како да ми игра телото. Немам мир, немам вознемиреност, немир. И не се чувствувам добро. И колку и да речеме нешто што се на психијатри на нас ние анксиозноста е еден, како да кажеме, па и трансдиагностички еден параметар, бидејќи е многу често во коморбидитет со депресија, со други расстройства и така натака, значи со други промени на менталното здравје. Не ни е ништо драматично во смисла на не е нешто што е страшно. Најчесто стравото е но е многу драматично за личноста. Тука сакам да кажам, значи не е нешто што е страшно, а во суштина личноста го доживува тоа како преплавувачко. И колку и да може да биде во смисла на нешто што се третира, ако се побара соодветна помош, самото доживување да биде толку преплавувачко, толку онеспособувачко, значи да ја инхибира личноста да не може работно да функционира, да не може да излегува, да не може да се гледа со пријатели, да не може да отиде до продавница да купи нешто и да си ги среди своите сопствени потреби. И да биде комплетно ограничувачко, да нема да има тогаш да има и одбегнувачко однесување. Не одам во молови, не одам во продавница. Не можам едва одам на работа и таму едва издржувам или не можам да отидам на работа. Не се гледам со блиски, не се гледам со пријатели. Какво живење е тоа? Кој е третманот, доктор Васка? Има третман, третманот е и психотераписки и фармаколошки. Значи за да можеме да работиме
со личноста, за да можеме да ги вратиме тие капацитети на справување. Многу е битно да дадеме соодветна терапија за да можеме да направиме една анксиолиза. Анксиолитици знаеме што се и антидепресиви истовремено се користат, бидејќи антидепресивите малку подоцна почнуваат да делуваат со своето дејство најчесто после 2, 3, 4 недели. Во тој првичен период, иницијален период, даваме најчесто бензодиазепини кои што се користат внимателно и умно во првиот иницијален период на третман, за да можат личноста да ја смират и да ја вратат на себе, да може разумно да размислува дека во ред таа закана што јас ја доживувам како закана, можеби не е толку страшна. Кога ќе тргнеме анксиозноста, веќе разумот е тој што преовладува, бидејќи во мозокот, ако многу симплифицирам, лимбичниот систем, тој што е најстар, кој што го има и кај рептилите, да кажеме, таму во тој лимбичен систем има еден дел амигдала, кој што е центарот кој што е одговорен за емоции, кој што треба нешто да ни кажат. Емоциите не се, пак ја кажам, треба некаков сигнал да ни дадат. Но кога ќе преовлада стравот, се губи контролата, не дека скроз не се контролираме себе си, туку на некој начин разумот ослабува. Емоцијата преплавува. И затоа дури и личноста да е свесна дека веројатно нема ништо да се случи ако излезе надвор или ако појде не знам некаде, едноставно стравот е поголем. Таа анксиозност толку преплавува и може да биде, клинички толку сигнификантна да практично од страв личноста не живее. И обично велам, стравот ништо лошо никогаш не може да спречи, но може да го спречи живењето, убавото живење, бидејќи каков живот е тој? Во кутивче. Да, она што го спомнавте, од наш аспект ништо не изгледа страшно, очигледно е, ништо не се случува, не е толку тежината како што ја разбира оној кој што страда од тоа и често се соочуваме со реченицата вие мене не ме разбирате. Да. Вие не знаете мене што ми се случува. Веројатно, можеби треба малку да навлеземе во човекот за да го подразбереме, ама јас не знам колку разбирањето ќе му дава нему легитимитет, тој да продолжи оправдувајќи ја состојбата да не се бори за промена и уште ова сакав, често пати знаат, не одам на психијатар, само апчиња ќе ми препишат. Колку да го разбиеме тој момент? Јас го сакав тоа прашање. Да. Таа стигматизација на нашата професија, бидејќи да, користиме фармакотерапија, затоа што таа фармакотерапија навистина помага и спасува во одредени случаи. Мислам, факт е дека дури спасува, да речеме, животи, бидејќи понекогаш кога се изгледа темно, ја велам, не е целта да ставиме розови наочари, но да ги тргнеме црните. Има една стигматизација одење на психијатар, бидејќи се поврзува со некако, пак ја кажам под наводници, јас не сакам да ги користам тие зборови како лудило, па да не помисла дека нешто имам кој знае каква мака или не знам како, па не сум јас, Тоа е една гранка од медицината која што работи со умот и работи со душата. И како што е оправдано одење на лекар кога имаме болка во ногата или кога имаме дисфункција на панкреас, па се јавил некаков и диабет и така натака, исто така кога имаме проблем на психички план и кога веќе гледаме дека тој проблем не можеме самите да го регулираме, дека не преплавува и дека ги надминува нашите капацитети на справување и дека истото не можеме да го регулираме со одредени блиски луѓе кои што не сакаат, ама не се стручни во тоа, треба да побараме соодветна помош. Но таа полека добиваме една дестигматизација дефинитивно, особено преку помладите, бидејќи они како што следат све, така еден бран на прифаќање и на грижа за менталното здравје дефинитивно провејува од пред повеќе години, веројатно. Иако можам да кажам дека периодот на корона пандемијата дефинитивно стави под рефлектор, го стави под рефлектор и психичкото здравје како еден неделлив дел од севкупното здравје.
Веројатно, еве да објасниме уште малку подалеку дека вие психијатрите не препишувате само апчиња, туку давате и соодветни совети и насоки како да некои состојби да се решат. Да ја спомнавте психотерапија. Да. Секој психијатар работејќи со човековото страдање и со различна популација, со различни клинички ентитети, и во текот на самата едукација, на завршување специјализација, сега веќе е 5-годишна специјализацијата, имаме психотераписки одредени техники кои што ги употребуваме и кои што се учат во текот на таа едукација, иако има одредени школи кои што се учат подоцна, да речеме, по завршување на самата специјализација, кои што за разни психотераписки правци. Имаме многу солидни школи во Македонија, но и во странство. И секој според она што му одговара, си на некој начин си одбира што му лечи, што да истражува, што да учи, каков правец да речеме да употребува. Самата работа со пациенти дефинитивно и самата супортивна терапија, велиме, она што на кратко понекогаш, затоа што сме лимитирани во однос на самите прегледи, во однос на траењето на прегледите, но секогаш успеваме да избуткаме. Значи кога имаме некого на контрола, можеби помалку време, можеби кога е добра личноста, помалце време ќе посветиме за наследниот што можеби прв па доаѓа, па има поголем терет, па тука да го развлечеме неговото време за да биде да се почувствува дека е слушнат, разбран, да видиме со какво страдање се соочува. Така да самите тие термини можеби некогаш се чини дека не се доволни, но тука игра улога самата уметност на давањето совети. Од друга страна, имаме и колеги терапевти и психолози кои што се вклучени дефинитивно. Значи, јас работам на клиника за психијатрија, имаме кабинет за психолошка поддршка и за психотерапија, имаме кабинет за клиничка психотерапија кој што го работиме со колешка исто психотерапевт, психијатар и колегите психолози кои што работат со одредени пациенти, психотерапија, кои што се малку подолги. Тие термини се околу 1 час и тоа е веќе термин кој што сериозно може да ја помогне на личноста да се поврзе со себе, со своето страдање, на терапевтот да се поврзе со себе, за да можат да се сретнат некаде и да има тој терапевтски однос да биде лековит на некој начин во својот правец. Така да не е точно дека психијатрите само препишуваат лекови, точно е дека ние сакаме побрзо олеснување, но и пациентите најчесто сакаат и многу често се доведуваме да мораме многу детално да објаснуваме, да регулираме, дека не треба нешто што ви помогнало, дека мораме да го скратуваме. И тоа од друга страна, и зголемената употреба конкретно на бензодиазепини кај нас, нешто што носи брзо смирување, но не е туку така, прави зависност, толеранција и зависност, и тука игра улога и нашата едукација, односно здравствена едукација, да во смисла на го едуцираме пациентот дека нешто што може да ти помогне сега, но на долг рок може да направи дури и штета. Се стрефиме, ќе ми дозволиш, се надевам дека нема пак да ти го одземам прашањето. Доктор Васка, го спомнавте страдањето, еве сега и од наш аспект, духовен е малку поинтересно да го спомнеме. Прашањето ми е дали денес ние знаеме да страдаме, да се носиме со страдањето или поточно зошто не знаеме да страдаме? Не се согласувам дека не знаеме да страдаме, зашто страдаме. Страдаме индивидуално, страдаме и колективно. Гледаме дека не сме имуни на страдање, бидејќи оно што може да ни биде дадено и што е голямо и што е тешко, и колективно знаеме да го доживееме, бидејќи сме сведоци на неколку колективни травматизации и болки во секој од нас, без разлика дали некого познаваме лично или пак не познаваме, ние сочувствуваме. И како луѓе во нас реагира човечкото да едноставно сочувствуваме. Иако гледаме и на индивидуално ниво за различни нешта, како луѓето страдаат, некои страдаат помалку, некои страдаат повеќе, некои страдаат многу за
небитни нешта и тогаш нели мораме во функција да играме на градење на механизмите на одбрана за да нели биде соодветно нели справувањето. Но има и длабоко трауматични доживувања кои што знаат да остават сериозен белег и печат и практично да донесат голямо страдање. И за кои што едноставно понекогаш личноста нема изградено капацитети затоа што немала потреба. Тоа зборувам за онакви длабоки страдања, каде што навистина знае животот да биде длабоки травматизации, да биде практично превртан наопаку. За многу кратко време наопаку. Да. И тука е многу тешко да се работи, затоа што и ние сочувствуваме, но не треба да сожалуваме, треба да сочувствуваме и да работиме кон тоа, да во личноста се развие пркосната моќ на духот, која што треба да застане, да израсне и да опстои на она што е дадено на таа личност за да издржи. Так. Доктор Васка, ги спомнавте младите луѓе и нивната грижа за менталното здравје, дека денес навистина се забележува таков тренд. Колку младите луѓе денес всушност се свесни за самите закани, самиот современ начин на живот, како влијае на нив и колку тој ја продуцира таа анксиозна состојба. Затоа што ми се чини дека денес не знам дали ние сме свесни дека кога сме во состојба на потреба имаме потреба многу повеќе да застанеме пред докторка со жолто сако, која што нема да не стави во жолто комба и да не однеси во така. Да, и тоа е со комбето и тоа е. Тоа сакав да прашам, бидејќи обично така завршуваат тие разговори. Не е точно, дефинитивно, дека било кого би принудиле, значи психијатријата е многу понежна, похумана, поперсонализирана, поиндивидуализирана, условите се далеку подобри од она што било сега ние архетипот за психијатрија, ние некоја нели установа можеби од некој филм во Америка и така натака, значи да. Не е баш така. Различни предизвици, младите се и свесни и не младите само, и возрастните. И сме свесни и не сме свесни. И сега постои еден проблем. Како најчесто го трошиме слободното време? Бидејќи ние имаме потреба, како личности. Уште Ниче пред колку години рекол еден од можеби таткото на екзистенцијализмот заедно со Сјорен Киркегард рекол, оној кој не поседува 2/3 од својот ден е роб. Имаме потреба од стишување, смирување, да можеме да се регулираме сами со себе, да можеме да се смириме и да се, како да кажам, собереме во текот на денот. А тие 2 сати, ако ги речам, или саат време, или пола саат, јас лично не можам да ви кажам кога ги имам. Ако ме прашате кога го правам, тоа не знам да ви кажам. Ако ви ја раскажувам динамиката на мојот ден, уште од рано станување, да спремиш 3 деца, да ги испратиш, кој на каде треба, да стигнеш на време на работа, да работиш, да не застануваш, да се вратиш, попладнето со друга динамика, нели во домот и така натака, па децата на активности, носење едно ваму, друго таму и така натака. Така да, но и повторно, и во тој ден, кога ќе седнеме некогаш да се одмориме, како се одмараме? Најчесто со што се одмараме? Современиот човек со телефонот во рака да видам дали има нешто или што се случува, кој ми пишал, како ми пишал, да вратам на пораки и така натаму. Дополнително обторување. Тоа не е одмарање за мозокот, тоа е повторна една стимулација, ама не е само стимулација, туку е хиперстимулација. И таа хиперстимулација не може да не регулира добро, не прави да се чувствуваме полошо. Тој doom scrolling, тоа постојано допамин лачење, не фаќа и тешко ни е да го оставиме телефонот. Ако на мене ми е тешко, да замислиме колку е тешко на дете кое што е 10 години или 8 години
или 15 години. Дете кој што нема развиено механизми за справување, јас ги имам развиено, ама тоа е малку направено и дизајнирано од психолози за да биде кетчи, да може да не фати, да може да ни предизвика интерес и мотивација, повторно да видиме што има, па да видам кој ми пишал, па каква нотификација имам, па колку лајкови имам, да видам другаркиве што пишале, какво видео споделиле. Се во она што е на еден начин е комуникација, но друг начин е комуникација, ама не сам со себе, туку со нешто што е беззначајно од друга страна. Так. А нас не треба комуникација со себе, за да можеме да се регулираме добро. Интроспекција. Сега, за кај младите има безброј научни испитувања кои што докажуваат, иследени се бројни социјални трендови, особено во домен на социјални психолози, од странство кои што ги следат трендовите, кога се нарушува драстично менталното здравје кај младите. Иако до кај 2010 година од прилика има еден тренд на пад на анксиозност, депресија, зависности, кај младите во Соединетите Американски држави, конкретно таму ми е истражување во што го следев, има еден пад бидејќи се појавуваат, се смета менталното здравје, веќе мислам има јак одзив да кажеме, нели дека треба се грижиме за менталното здравје, разни програми, разни едукации, промоција на колку е битно. И се следи пад. И што се случува 2011 година, 2010-2011 година? Почнува појавата на социјални мрежи, односно децата добиваат смарт телефони. И сега имаме цели едни генерации кои што се родени со телефони. Кои што практично и детството го имаат мноштво на екрани. Ако не е телефон, е таблет. Ако не е таблет, е лаптоп, десктоп, телевизор. И тоа постојано дома кружи, се менува. И ако кажам, сине остави го телефонот, он седнува над пред телевизор. Мислам, YouTube. Пак е една борба, сериозна борба на современото родителство, зашто јас викам како никогаш до сега родителството не било со толков голем предизвик постојано да сме будно под нив, а кај можеме постојано да ги следиме. А што значи и тоа и за родителите дополнително? Значи дополнителен притисок, не си добар родител, има секакви нели културолошки нели предизвици во смисла на очекувања како смее па детето да биде пола сат, 1 сат и така натака, од кога ќе се врати од школа додека јас се вратам на работа, јас се обидувам да регулирам, ама колку успевам, колку можам, мислам зборувам за луѓе што се посветени на фамилијата, на децата и така натака. Каде се оние кои што по сила на судбината не се во можност да регулираат. Така. Останат еден родител, со работа, двојна работа, да заработи за да прехрани фамилија. Не можеме секогаш да обвинуваме. Многу е лесно да кажеме, родителите денеска ги ставаат децата на телефон и така за да добијат на кое време. Но тоа е мислам, најлесно. Обвинувањето е најлесно да го направиме. Но во кој контекст животните приказни, во кој контекст живеат децата и колку е тоа тешко да го регулираме. Бидејќи тие брзи видеа, брзи кратки видеа, шорци, што по кратки више, не знам колку кратки ќе напред со секунди, за да едноставно донесат пак повеќе допамин. Тоа се умно направени, значи за да бидат, за да не прават зависни. Дефинитивно да не прават зависни. Че зборам зависност има и кај возрастни, не само кај млади и кај деца. И сите кажуваат, односно студиите кажуваат дека имаме пораст на депресија, пораст на анксиозност, пораст на зависничко однесување, на злоупотреба, односно на прекумерна употреба на интернет и така натака, на видеоигри, на се она што значи на одредени апликации, гемблинг, лајк, коцкање, односно такви апликации слични на коцкање и така натака, на порнографија, на се она што е на социјални медиуми и така натака, се она што станува збор за бихевиорални зависности, односно зависности на однесување. И сето тоа се следи како тренд по почеток, нели, по 2011 година, и значи тој тренд оди цело време нагоре. Истовремено расте, нели, пораст на депресија, анксиозност, самоповредувачко однесување, особено кај девојчиња, и тоа е многу сериозно загрижувачки. Сериозно загрижувачки тренд. Децата не дека не знаат, они некогаш кога ќе ги прашате се чувствуваат полошо. Значи ние сите се чувствуваме полошо, но
Проблемот е што тешко е да се прекине и да се регулира, да се остави телефонот, односно социјалната мрежа, односно видеоиграта, односно се она што им го окупира вниманието. Од друга страна, не можете комплетно да го забраните, затоа што ќе биде социјално неприфатливо. Зашто ќе зборува моето дете, например, со другарчиња, кога они се во фаза на нели збориме. Беше Fortnite, не знам, беше Roblox, 6-7, не може комплетно да се исклучи од она што значи современо функционирање и живење, бидејќи они имаат на домашни задачи на компјутер што треба да ги изработат, имаат, мислам, учат истовремено и учат. Пак ја кажам, не може се да се каже дека се само црно или бело, ова е лошо, ова е добро, но има и позитивни нешта кои што учат. Еве децава на Duolingo учат малата француски, големиот германски, да кажам. Па е на некој начин поумно користење во одреден нели период од денот. Пак има некаква едукација сепак. Нешто има едукација, затоа ќе кажам, че не е само нели само лошо или само добро ова, но мора да се регулира. Што е тоа што ќе се гледа и колку ќе трае, бидејќи има одредени... Ние сакаме да размислуваме и да учиме и така сознаваме преку одреден контекст, преку наративи. И едно е гледање филм за децата, пример детски филм и за нас, нели, сакаме приказни. Так. Сакаме приказни, сакаме се одмориме, сакаме да погледнеме нешто што ќе не релаксира, сакаме наратив. Но тој наратив треба да трае најмалку повеќе од 15 минути. Кога би било уште подолго траено е подруго, значи окей, например, не имате, не знам, movie night, знаат децава ние, па ајде сега што ќе гледаме, па заедно да биде интересно. Значи не може секој екран или да се исклучи постојано, но да биде некоја содржина која што ќе биде едукативна, која што ќе трае подолго, која што ќе направи еден наратив, еден контекст, приказна ќе даде. И ние низ тие приказни учиме. Так. И низ тие филмови гледаме животни приказни, начини на справување, научна фантастика, зависи различно се одмараме. Го спомнавте она што и ние од духовен аспект го кажуваме веќе 100 пати, кај нас доаѓаат верниците со секакви предизвици, меѓу другото, нели, со вакви или користејќи еден јазик кој што е сега не примитивен, ама можеби поприфатлив, ние им велиме најдете друга храна за мозокот. Во смисла не само да биде оваа екранизација, туку јас им велам зошто не земете да читате книга или зошто не земете да разговарате со некого лице во лице или зошто не земете едноставно да се одморите, да легнете, нели, и да го пуштите мозокот на пасење. Да слушате класична музика, например. Или нешто така, или на децата кои ќе ги видам, например, сега завршуваме со литургија, влегуваме во просторијава што ни е како задружење и ги гледам децава на телефони. И веднаш велам, оставете телефоните, што правите? И на помалите деца со јазикот на кој што можеби ќе сватат и ќе им испродуцирам некој страв, ќе ви се спржи мозокот. И они веднаш се за како тоа ќе не... Викам, ќе немате мозок, ќе ви исчезне мозок, ќе ви се испржи целиот, ќе ви изгори, викам, мозокот ако користите многу телефон. Нас така не лаже. Можеби некои такви пристапи кои што... Ама тоа ќе функционира до која возраст? Да. Више останат. Да. Додека да свати 5 минути, 10 минути, не може со заплашување толку. Да. И нас знаете така не лаже. Многу често се случува да некој дури да е свесен, ама да не може да и токму тука, кога особено кога станува збор за зависност. Значи, зависноста ја киднапира на некој начин, ја киднапира волјата, односно, можам и така да кажам, ја киднапира волјата, значи можеби личноста знае дека не треба, ама едноставно се чувствува немоćна да оди спротивно на тоа. Сега зависи, нели, децата на која возраст се, затоа сме ние тука, возрастните, кои што треба да бидеме регулативи и да оставиме граници на употреба, да не стане злоупотреба на нештата. Така да, дефинитивно мислам дека мора да имаме регулативи, да имаме начин да се сопреме и да се регулираме сами себе. И да не секогаш кога ќе добиеме мотивација и волја да го земеме телефонот, пропуштате, заинатете се еднаш. Не секој пат кога ќе имаме, нели, драйв да го земеме, ај некој ми пише, па и не морам баш сега да видам.
Мислам, не морам сега да знам Контрола. кој шум. Ќе видам за 2-3-5 сати. Значи, тоа треба свесна контрола да употребиме, да тригерите да ги намалиме. Значи, има одредени cues, одредени тригери. На тие тригери кога ќе ни дојдат, да можеме да издржиме, да не го прифатиме секој тригер, па и не мора, нели, во првиот момент да земеме телефон и така натака. Значи, ова е предизвик за возрастни луѓе, збориме. Не па за деца. На децата треба дефинитивно да им се стави рамка, во смисла на сме се договориле колку време мислите дека треба во денот да посветите на телефон, таблет, компјутер, екран, видеоигри, и ниедно дете нема да каже 10 сати. Значи, вие ако го поставите тоа прашање, може ќе каже 2 часа. Океј, 2 часа, 1 час. Предпладне 1 час, попладне. И да се држиме до тоа некако. Значи, пак да правиме некаква структура. 2 часа се многу подобро отколку 10 часа. И 2 се можеби многу, ама се сепак помалку од 10. Значи, дефинитивно. И така да имаме, нели, она што ни е одговорност, да поставиме некои граници, да ги држиме тие граници, но и за себе. Што ние сме моделот на однесување во домот. Значи, не може таткото да биде на телефонот постојано. А да им бара на децата. А ти остави го телефонот да каже. Значи, дефинитивно не може да биде. Примерот кој што ќе го дадем. Ако родителите не читаат книга, децата сигурно нема да читаат. Доктор Васка, ги Отец Бобан го спомна читањето на книгите и минување на конструктивен начин на тоа слободно и она малку слободно време што го имаме. Мене ме интересира една друга тема која што ми се чини дека во денешно време за која што ми се чини дека во денешно време не постои толков голем јас како претходно. Колку вие се сложувате со тоа дека духовните практики, како молитва, тишина, медитација и така натаму, и се во прилог на психологијата и на психијатријата во контекст на справувањето со овие состојби? Порано ги разделуваа, денес ми се чини дека се пристапува интердисциплинарно. Има бројни студии кои укажуваат дека дефинитивно, значи практиките кои што се дел од духовните практики, духовните ритуали, дефинитивно помагаат за одредено смирување, за одредено стишување на себе си, она што ни треба. Ако бидат во функција да и помогнат на личноста да се смири, умири, помири, ако помагаат да се регулира, да створи ритуал, да створи некаков ред во животот, да влезе во едни добри шини, да кажам, ја ослободуваат личноста, во тој случај се дефинитивно конструктивни. Може да сметаат од друга страна, ако прават стеснување, ако ги намалуваат границите, ако се практикуваат од чувство на вина, од чувство на страв, од чувство на некакви магиско верување, ќе ми се случи нешто и така натака, во тој случај може да имаат, дефинитивно може да имаат стеснувачко и контраефект, да кажеме. Зборуваме кога немаме клинички значајни анксиозност, депресија или други промени на менталното здравје. Ако веќе имаме сериозни промени на менталното здравје, дефинитивно треба да се побара и стручна помош. Так. Кога сме на оваа тема, честопати добивам прашање, а и ние се соочуваме со тој предизвик да си одговориме на сами на себе и состојбата која што ја согледуваме. Веројатно сте чуле за една состојба на демоноопседнатост кај еден човек, па честопати некои свештеници знаат, нели, и вакви обични клинички слики да ги насочат дека се работи за нешто такво. Верувам дека можеме да направиме, нели, некоја. Дали имате опит со тоа? Се случува одредени психички расстройства да имаат одреден призвук во различни религии, односно различни култури, различно да биде манифестирана одредена психичка состојба, особено кај психотични расстройства, каде што нели имаме одредени халуцинаторни доживувања, одредени слушања на одредени гласови, може да има и визуелни халуцинации и така натака. Сега веројатно
јас би го опишала Поинаку, да. Поинаку во мојот да речеме Во вашата медицински тела, ентитет дека можеби станува збор за психотично расстройство, веројатно вие кога би дошле прв пат кај вас би имале некакво поразлично објаснување кое што е темелено на религиозна да речеме основа. Не знам, можам да кажам дека кога се соочуваме со некаков таков предизвик, може да има често некаков призвук, например, ако е кај личност која што е растена во строги религиозни правила, самата психотична декомпензација да има призвук на да има одредена демонска содржина, одреден страф од одредена демонизација и тие гласови така натака да наликуваат на нешто. Но треба да видиме колку можеме и како можеме да го третираме од случај до случај, затоа вака е многу широко поле за да збориме. Дали доктор Васка би се согласиле со констатацијата? Верувам дека тука многу не зближува, воопшто не разделечува. Има еден отец вака вели: психијатријата лекува, а духовниот пристап, се зборуваме, он таму каже употреба, црквата исцелува. Значи што како терминологија е сосема различно. Ниту ние можеме да се трудиме да ги лекуваме луѓето во разни состојби, но кога зборува за исцеление, зборува за она што е раскинато, што е скинато. Не само што се сошива, туку и се возобновува. И сега ме подсетивте на мојата психотераписка школа, школа на Виктор Франкл, значи тоа е третата виенска школа, според која Виктор Франкл го дели човекот на физичка манифестација, телесна манифестација, психичка манифестација, односно душевна манифестација и она што е ноетично или нешто што е духовното. Тоа духовното или ноетичното во секој човек е истовремено и неразболливо. Односно е постојано здраво и доколку телото може да се разболи и психата може да се разболи, според Франкл и според школата на Франкл, самото ноетично и духовно е неразболливо и не може да се разболи. Така што ако не може да се разболи, не може ни да се исцели. И тоа е она што е дадено како такво. Може би е прашање на терминологија, дефинитивно, ние не би спомнале во клинички контекст дека некого би исцелиле, но за лекување би го спомнале тој збор, затоа што ако личноста на некој начин страда, има одредено расстройство, и ако гледате дека веќе дефинитивно, дури за анксиозност ако стануваме, и ако веќе ние секојдневно имаме фантастични подобрувања и лекувања во тој начин, да можам да кажам, значи тоа се третира и се лекува, така да тоа можам да кажам дека можеме да сме успешни и во тоа. Сега за исцеление малку не можам да навлезам во теологија и во тој домен за да кажам дали би некого би исцелиле, веројатно би оставиле на вас. Ние да исцелуваме. Да. Па да, веројатно секој дел од тоа единствено човечко битие треба да си ја зема својата храна, телото да се грижи за својот развој преку храна, вежби и така натаму. Умот да се развива со читање, правилно размислување, ако страда душата и умот, тоа да се упатиме на вистинско место за тоа да го третираме, а духот во една литургиска практика да го внесиме. Така веројатно тоа е тој интердисциплинарен пристап насочен кон единственото човечко битие. Дали се случува, кај нас се случува ние да испратиме луѓе кај вас, затоа што цениме дека треба да дојдат, нели? И обратно. Дали обратно се случува? Се случува и обратно. Значи живееме во земја која што имаме дефинитивно е длабоко религиска и религијата е значаен дел на многумина и е убаво кога веруваме во нешто повисоко и поголемо од нас и кога се положуваме себе си пред нешто што е повисоко и поголемо од нас и кога работиме во смислено кон нешто што е повисоко и поголемо од нас
и така можеме да издржиме и поголеми страдања, кога знаеме дека ги издржуваме за нешто што е повисоко и поголемо од нас. Така да дефинитивно се случува, имаме доста, да речеме, нели кај нас пациенти, клиенти, како да кажеме, кои што каде што духовноста е неделлив дел, религиозноста од нивното битие и дефинитивно дека кога страдаат, ние можеме да помогнеме, не можеме да исклучиме ништо друго, тама работа. Но понекогаш кога има сериозно страдање за кое што, например, на некој начин личности кога верувала веќе престанува да верува, во смисла кога е веќе бесна и лута на се, па дури и на Бог. Кога има страдање во смисла на губиток, на сериозни губитоци на блиски луѓе, губитоци на деца, на невини, и тогаш е многу тешко да се повторно најден или да се најде смислата за да се издржи и да се издржи тоа страдање. И тогаш се случува дури и да не сакаат да одат веќе, нема зашо да одам во црква кога Бог ми го зема. И тогаш е прилично тешко да се возобнови повторно таа доверба во некаква Божја промисла која што можеби во моментот не можеме да ја видиме. Така. Слушам се тоа. Веројатно често пати нели по емотивноста на со која што го искажавте се тоа, јас наполно ве разбирам од мојот аспект, затоа што често пати сум се сретнувал со такви нешта или со такви истории, би рекол, кои што се презент, не се само минато, кај луѓето кога сакаш нели да помогнеш буквално до степен на тоа да го преземеш страдањето или барем да го олесниш нели колку што можеш на човекот, и можеби таквиот пристап е толку автентичен и толку потребен, и тоа е оној диалошки пристап во кој што вие го спомнавте на почетокот, не разговарам сам со себе или со нешто имагинарно. Така разговарам дури со болката на тој преку тоа што ја сваќам, нели страдањето и болката на тој што е пред мене и што дошол да бара во мене, видел доверба и да бара нешто што. Но знаете како, мислам дека и не можеме туѓото страдање или можеби па и нема ние треба да сочувствуваме. Дефинитивно сочувствуваме. И го чувствуваме страдањето и болката, но низ таа болка е дадена на другиот да некако порасне низ таа болка. Ние само низ страдање, низ болка практично, низ правење грешки најчесто, или кои што си ги викаме лекции, бидејќи сите правиме грешки за кои што се практично прилично, да речеме, силни, нешто се поправа, нешто не се поправа, и низ тоа страдање, низ чувството на вина понекогаш, и низ страдање, и низ болка кога и не сме виновни на вакви длабоки, да речеме, страдања, раснеме. На некој начин така се развиваат тие мускули, психички и духовни, и не знам колку е можно да одземеме од страдањето, туку би требало да на некој начин да ги се развијат капацитетите на личноста за да го носи тоа страдање, што е дадено на таа личност. Така. Тука се сетив, тоа го кажав повеќе во контекста, сега има една, не од сега, популарна емисија, серија, нели, поврзана со животот и делото на старец Пајси, современ светител, во кој што тој има една епизода каде што се сретнува со едно дете кое што е болно од рак, и тој молејќи се, застапувајќи се на Бога за него, вели: Господи, нека јас го почувствувам страдањето или нека премине на мене болеста од ова дете. И навистина потоа се разболува старец Пајси, нели, од рак, и тоа умира. И повеќе не страдањето во тоа чека да го одземам товарот на ова дете, па јас се нудам, туку за да сватам, за да знам што да испорачам кон тие луѓе што доаѓаат со таквата состојба кај мене. Не ова да ме разберете дека ние сега треба да ја бараме сечија состојба за да ја сватиме и да ја разбереме, туку зборуваме како една жртвена љубов, ете така да ја опишам. Така. Обично не можеме комплетно да ги разбереме. Така, да, се согласувам. Страдањата или зошто се случуваат, тоа е теолошки аспект, нешто со кое што го читам и не можам баш да си го објаснам. Теодиција или теодисити се вика на англиски, или теодиција, зашто Бог кој што е милостив и нели добар и семоќен, дозволува страдања на еве вакви страдања и губитоци на деца, на невини, на некој што знаеме дека нели не направил ништо лошо и кој што веројатно и ќе нема можност за да порасне, за да расне.
Но тоа Да, оставам ние- на вас да ми го објасните. Тоа ние го објаснуваме единствено и само во насока на тоа, ако Бог е постојана љубов, тој љуби и на својот начин. Значи, ако Бог е постојана апсолутна љубов, би рекол совршена љубов, ние не можеме таа совршена љубов да ја достигнеме или тоа совршенство на љубов да го сватиме, тогаш не можеме да го сватиме и начинот на која што таа совршена љубов нели љуби. Ова го имаше особено во Старечникот, имаме таква една книга ние за искуството на духовниот живот и каде што еве токму за губитокот на еден млад човек, син единец на една мајка, и кога го бара одговорот зошто се случува тоа и вели ангелот кој што и се јавува за да ја испрати Божјата утеха во сон. Сега зборувам само за една од перспективите на Божјата промисла и вели затоа што овој ќе станеше твој убиец. Твојот син, нели, кој што е би рекол не знам кој збор да го употребам, аспектот на твоето љубење и животот на кој што си му го посветила, ќе станеше потоа одземач на твојат, за да не го доживее и тој тоа и ти тоа, затоа се случи тоа во Божјата промисла. Но ние не веруваме во Божјата промисла затоа што секогаш ја бараме логиката и објаснувањето зашто Бог така промислува, туку затоа што му се доверуваме и му веруваме. Да. Ми отворивте на друга перспектива сега, за која што е така можеби пред крајот, не знам како сме со време, но... Тамам, нека биде за крај. Да. Доктор Васка спомна за тоа дека не секогаш ја разбираме длабочината на страдањата. Се сеќавам на една многу убава беседа од митрополитот Николај Месогејски, се вика "Зошто мене, Боже мој?" Се однесува на еден негов одамнешен говор пред родители, пред чии што деца нели се борат со терминални болести и така натаму. Тој е ставен во ситуација да треба да ги утеши нив, меѓутоа не наоѓа зборови. Пред силата на страдањето, пред големината на болката со која што тие живеат. И пристапува многу човечки, многу природно и така натаму, да не должам нека ја прочитаат сите, книгата се вика "Пограничен човек", навистина можат многу убави нешта да научат. А беседата ни имаме на нашиот вебсайт, бидејќи ни остави толку многу силен впечаток, затоа ја и поставивме. Завршува со еден диалог помеѓу митрополитот Николај Месогејски, кој што на исповед прима една девојка и така ја нарекува, чие што животно кандило требаше да згасне. И вика, природно ми дојде да прашам, зареднаш во целото ова страдање не си се запрашала зошто баш тебе ти се случува сето ова? И таа со зачудувачки поглед го погледнува и му вика: "Оче, не ве разбирам, а зошто мене не?" Тоа е таа големина пред која што и самите ние понекогаш немаме одговор. Ние сакаме да утешиме, меѓутоа многу пати се случува токму да тие луѓе, утешени. тие нас да не утешат. Токму тоа човечкото е тоа што Да. утешува. Не е некој збор што ќе го измислиме, кој знае колку голем или кој знае што ќе Так. измислиме, туку човечкиот пристап и тоа сочувство. Так, она што зборувавте, ме инспириравте да го кажам. Да знаеме дека прво е многу битно да знаеме дека не сме сами. Како велиме, радоста споделена е умножена, тагата споделена е Намалена. поделена и намалена. Така да дефинитивно тоа е тоа човечкото. Так. Кое што помага и од мојава страна и од и од вашата. Так. Доктор Васка, ви благодарам. Позната ни е динамиката на вашиот денешен ден, која што верувам дека е, би кажал, можеби еден биографски момент кај вас. Ви благодарам што одвоивте времеете да ни помогнете во овие наши потраги по смислата на многу нешта. Јас само како одјава ќе кажам една, останувајќи на темата, една можеби светотечка максима која што вели: не мислете на минатото или не вдлабочувајте се или не оставајте се само во тој простор затоа што тоа ќе продуцира со депресија. Не мислете толку на иднината и не оставајте се само во тоа затоа што тоа ќе продуцира со анксиозност. Ние сме сега и овде. Така што ова нека биде повеќе мотивирачко за една борба кај нас. Да, ќе имаме предизвици, ќе имаме искушенија, но човекот, како што каже и доктор Васка, спомна и сестра Ефимија, не е сам. Го има и Бог, ги има и ближните, и тогаш нели борбата кога е споделена е и олеснета. Ви благодариме за вниманието и се гледаме во следната епизода.